со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Силен пожар изби во Градско, забрзано се шири кон селата Горно и Долно Чичино. Сите воздушни противпожарни сили се упатени таму. 6 нови случаи на западонилска треска се регистрирани во земјава, меѓу кои првиот во Куманово. Пациентот е во тешка здравствена состојба. Владата е усвои ученичката кошничка со поевтини цени на училишниот прибор. Новата школска година почнува со 200 паралелки помалку во основно, 100 помалку во средно образование и затворање на 26 рурални училишта. Иако и ова провоцира, Мицкоски не сака да влегува во политички препукувања со, како што вели, луѓе заглавени во минатиот век. Еврокомесарката Кос го представи планот со новите правила за проширувањето. Една од најважните точки е намалување на бројот на области каде една земја може да ги блокира сите други. Сителовите репортери на теренот, Мартин Арсов за училишната кошничка. Огнената стихија што се појави во Градско забрзано се шири од селата Долно и Горно Чичино нагоре. Сите воздушни противпожарни сили се упатени таму. Се уште е критично со пожарот на Китка кај селото Палиград, со кој пожарникарите водат тешка битка. Голем пожар во околината на Градско. Огнот кој се протега меѓу селата Горно и Долно Чичево ги мобилизираше сите сили на институциите. Избувна напладнено, пожарникарите ја изгубија почетната контрола врз него, па на помош стигнуваат сите воздушни сили со кои располагаме, 3 ер трактори како и полицискиот хеликоптер. Се работи за барут, сува трева која што зафаќа голема површина. Огнот отиде кон ридот, пожарникарите се бореа, но останаа без вода. Сега се обидува да ги заштитат блиските овоштарници и лозија, кои што се веднаш овде. Ќе успеат во тоа, но овде ќе следи долготрајна битка, верувам, и повеќе дневна. Веднаш побарав на помош ер тракторите на ДЗС, хеликоптерот на МВР, но ни тоа не е доволно. Сега се упатени 4 огнени тимови на дирекцијата со специјални возила Пинс Гауер. Втор пожар кој што и денеска е меѓу најкритичните оној на Китка кај село Палиград, и таму пожарникарите водат тешка битка. Според последниот пресек на ЦУК, гори и во Гостиварско, Трново над село Нежилово. Активен оган има и во село Дренак и во село Зајас каде гори Стрниште. Ниту временската прогноза не оди в прилог на пожарникарите. Од УХМР денеска предупредија на екстремно високи температури низ целата држава. Но колку оваа институција може да им помогне на оние кои се борат со пожарите? Можеме да знаеме точно каде ќе падне дожд и колку, затоа уклучуваме радари. Значи потребно е и атмосферата да се затопли, затоа обично се случува во попладневните часови. Кога ќе се загрее убава атмосферата, уклучуваме радари и го следиме на времето, во кој правец се движи, правиме пресек, дали има град, дали има дожд, колку има дожд и во кој правец оди, и комуницираме со ЦУК и ДЗС за да помогнеме колку можеме за пожарите. И додека пожарникарите се обидуваат да ги згаснат активните жаришта, вчерашниот ден повторно се заокружува со 30 на пожари на отворен простор. Габриела Лескова, Сител телевизија. 6 нови случаи на западонилска треска се регистрирани во земјава, од кои првиот во Куманово. Заболениот кумановчанец е на 65 годишна возраст и е во тешка состојба. Од Кумановскиот центар за јавно здравје велат дека по направената анкета со членови од потесното семејство на заболениот ќе ги преземат потребните епидемиолошки мерки. 6 нови случаи со западнонилска треска се регистрирани во Македонија за еден ден. 5 мина инфицирани се од Скопје, 3 од Газибаба над 70 годишна возраст и по еден од Зелениково на 26 години и аеродром 59 годишен. Прв случај е потврден и во Куманово. Според информација од тамошниот центар за јавно здравје, заболениот е маж на 65 години од приградско населено место и не патувал надвор од државата. Пациентот е хоспитализиран на инфективната клиника. Според информациите со кои располагаме, здравствената состојба на пациентот може да кажеме дека е тешка, кај пациентот покрај инфекцијата со вирусот од западен Нил да присутни и хронични заболувања, вклучително и диабетес, кои можат да влијаат врз текот и тежината на заболувањето.
Од Кумановскиот центар за јавно здравје велат дека по направената анкета со членови од потесното семејство на заболениот ќе ги преземат потребните епидемиолошки мерки. Врз основа на резултатите од епидемиолошкото анкетирање и добиените податоци ќе се преземат и соодветни мерки за дезинфекција на објектот, односно во просторот каде што живеел инфицираното лице, дополнително, доколку се идентификуваат и други локации од епидемиолошко значење, каде што пациентот престојувал и каде постои сомневање дека можело да дојде до упот од заразен комарец, ќе се преземат и соодветни мерки на тие локации. Досега западно-нилска треска е потврдена кај 50 лица. Речиси половината се хоспитализирани на инфективна, поради тешка невроинвазивна форма со воспаление на мозокот и мозочната обвивка, предизвикани од вирусната инфекција. Александар Динев, Сител телевизија. Владата е усвои ученичката кошничка со поевтини цени на училишниот прибор. Новата школска година почнува со 200 паралелки помалку во основно, 100 помалку во средно образование и затворање на 26 рурални училишта. Ученичката кошничка денеска е усвоена на владината седница. Што поевтинува и за колку во живо го прашува Мартин Арсов? Така е, Тино, владата на денешната редовна седница ја усвои така наречената училишна кошничка. Целиот школски прибор, почнувајќи од денеска, односно од објавување на одлуката во службен весник, па се до 30 септември ќе се продава поевтино. Со владината одлука трговците на големо се обврзуваат да ги намалат цените на училишниот прибор за најмалку 10%, додека пак трговците на мало ќе треба да ги намалат цените на училишниот прибор за најмалку 15%, како основа за пресметка на намалените цени ќе се земаат цените кои што биле важечки на 1 јуни. Ја слушаме изјавата на владината портпаролка Марија Митева. Особено важно е што со одлуката се обезбедува и транспарентност во однос на намалувањето. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производот да ја прикажат и старата цена која важела на 1 јуни 2026 година, затоа што токму оваа цена се зема како базична врз основа на која се утврдува намалувањето. Одлуката важи од денот на нејзино објавување до 30 септември 2026 година. Тоа значи дека во овој период граѓаните треба да имаат можност да ги набават производите опфатени со мерката по намалени и јасно означени цени. Ова е конкретна мерка насочена кон директна поддршка на семејствата во период кога имаат зголемени трошоци за подготовка на децата за новата учебна година. Намалувањето на цените на училишниот прибор е уште еден чекор во насока на заштита на животниот стандард на граѓаните, како и намалување на притисокот врз семејниот буџет. Мартин, за една недела точно почнува новата школска година. Дали оптимизацијата на училиштата заврши? Колку помалку паралелки училишта ќе има? Патино, според информациите од Министерката за образование Весна Јаневска, годинава има 200 помалку паралелки во основното образование и 100 помалку паралелки во средното образование. Во меѓувреме досега, според информациите од Министерството за образование, запишани се околу 14.500 првачиња, но уписите се уште се во тек, па ова не е конечна бројка. Одиме со прилогот. Околу 14.500 првачиња досега се запишани во основните училишта, вели Министерката за образование Јаневска. Сепак бројката не е конечна, бидејќи уписите продолжуваат во текот на август и септември. Во основното образование има околу 200 паралелки помалку, а во средното околу 100. Годинава се очекува да бидат затворени околу 26 рурални училишта, во кои нема запишано првачиња, има исклучително мал број ученици. Таквите паралелки ќе останат само таму каде што нема друга можност. Ако мораме, значи, дека училиштето се наоѓа, да речеме, над 20 километри или над 15 километри оддалечено од првото најблиско училиште. Ако патиштата по кои што се патува се несоодветни, недостапни, децата треба премногу време да потрошат цел ден во пат, тоа не е соодветно, особено не за малите деца од прво до трето оделение или еве и до пето оделение. Тогаш ќе го спроведуваме ова. И тоа го прават и други земји. И е оправдано. Но ако на неколку километри има централно училиште со значително поголем број ученици, Јаневска смета дека нема логика децата да останат во мало училиште.
Во меѓувреме, министерката оцени дека намалувањето на цените на школскиот прибор за 15% е соодветна мерка и ќе им помогне на родителите. Државата го прави тоа што може да го направи. Не заборавајте дека образованието основно и средно е обврзно, но и бесплатно. Добиваат учебници учениците, тоа е помош на родителите, добиваат превоз учениците, што е исто така помош на родителите. Општините обезбедуваат електронски уреди, обично се тоа таблети, речиси сите општини тоа го прават. Одреден број на општините обезбедуваат ужина и храна. Учениците новата учебна година ќе ја започнат со обезбедени учебници. Тие веќе се дистрибуирани и се наоѓаат во училиштата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Доколку растот на цената на нафтата продолжи, владата ќе интервенира и во делот на ДДВ-то. Премиерот Мицкоски вели дека и со актуелните цени тие се најниски во регионот. Дополнително во земјава има доволно залихи од авиогориво од кое се снабдуваат и аеродроми во соседството. Опозицијската СДСМ па критикува. Цената на горивата расте, а Мицкоски не презема ништо што директно влијае врз стандардот на граѓаните. Владата има план Б ако поскапувањето на горивата продолжи. Војната на Блискиот Исток може да трае со години, што неминовно ќе влијае врз растот на цената на нафтата. Затоа премиерот Мицкоски не ја исклучува можноста покрај намалената акциза да се интервенира и во делот на ДДВ. Планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што се случува во заливот, така што внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија. Со вчерашното зголемување на цената на горивата, дизелот за прв пат под 2022 година надмина 100 денари за литар. Сепак и со вакви цени, кај нас се точи на ефтино гориво во регионот. Има доволни количини за снабдување и на нашите, и на аеродромите во соседството. Имаме доволни за да обслужиме поголем конзум на нафта и нафтени деривати за 50-60% од времето пред кризата. И не воведовме забрана. Неколку аеродроми се снабдуваат со реекспорт од Македонија. Дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино од тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот. Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот. Опозицијската СДСМ пак критикува. Цената на горивата расте, а Мицкоски не презема ништо. За само 6 месеци дизелот се продава за 43% поскапо, што директно влијае врз стандардот на граѓаните, но и врз земјоделието. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Сега секој нов денар на лебот, млекото, зеленчукот и овошјето директно удира врз семејната трпеза. Директно се засегнати и македонските земјоделци. Поскапо гориво, значи поскапа обработка на нивите, поскап транспорт, поскапо производство и на крај поскапа храна. На светските берзи пак денеска цената на нафтата се намали за околу 3%. Барел се продава под $90. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Струмичките земјоделци од протест побараат да се почитува договорената цена за откуп на ајварката од страна на откупувачите, кои самоволно ја намалиле цената за 5 денари по килограм. На протестот присуствуваше и министерот за земјоделство кој најави воредни проверки на сите откупни пунктови и преработувачки капацитети, како и итен состанок со Асоцијацијата на преработувачи. Поддршка на земјоделците и критики до владата упатија и од СДСМ. Струмичките земјоделци денеска повторно излегоа на протест, револтирани од ниските откупни цени и непочитувањето на претходно постигнатиот договор за црвената пиперка ајварка. И покрај договореното пиперката да се откупува по 30 денари за килограм, вела дека на терен ситуацијата е поинаква.
Земјоделците уверуваат дека откупувачите самоволно ја намалиле цената на 25 денари, поради што производителите работат со чиста загуба. Не се почитаме. Лажат, еден ден го почитуваа, вториот ден го намалија 25 динара право. И денеска 20. Срамно. Тешко да покриеме. Со тие цени тешко. Значи не може да платиме в аптеките, прво, второ, за нас нема и денар ќе нема. Тешко ќе биде, многу тешко. Со тие цени ништо. Толку за 20 денари што ми се спаќа на мене. Не ми се спаќа ништо. Порано го испрезира. Да пуштам трактор да испрезирам и заврши приказка. Значи ние јас не они. И толку. Нема што да справа с тие бандити. Значи нема што да справа. Толку. На протестот присуствуваше и министерот за земјоделство, кој порача дека загриженоста на земјоделците е оправдана и најави вонредни проверки на сите откупни пунктови и преработувачки капацитети. Дополнително, за утре е закажан итен состанок со Асоциацијата на преработувачи, за да се утврди зошто се отстапува од договорените цени и да се заштити трудот на производителите. Од земјоделците слушнавме повеќе информации, затоа предложивме конкретно заедно со нив уште утре, доколку се договориме за овој состанок, значи јас денеска веднаш ќе направам контакт со Асоциацијата на преработувачи и директно со најголемите преработувачи кои што откупуваат од овој регион, вклучувајќи го и Прилеп, регионот кој што ќе треба да започне со откуп, бидејќи таму пиперката исто така е стасана за неколку дена, да седнеме на една заедничка маса и да видиме дали имаме некакви недоразбирања или недоследности во почитување на овој договор. Со реакција излегува и од опозицијската СДСМ, откаде што изразија целосна поддршка за барањата на земјоделците и упатија критики до владата. Во време на СДСМ откупната цена беше 50 денари по килограм. Сега владата треба да обезбеди и повеќе од 50 денари заради зголемени трошоци за производство во целокупниот сектор за земјоделство. Земјоделецот не живее од пресконференциите на Мицковски и лажните ветувања. Земјоделците најавуваат дека доколку не се вратат договорените цени и не се заштити нивниот труд, ќе ги продолжат протестите и во наредните денови. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Иако Јотова провоцира, Мицковски не сака да влегува во политички препукувања со, како што вели, луѓе заглавени во минатиот век. Еврокомесарката Кос го представи планот со новите правила за проширувањето. Една од најважните точки е намалување на бројот на области каде една земја може да ги блокира сите други. Иако бугарската председателка Јотова провоцира, премиерот Мицковски не сака да влегува во политички препукувања со, како што вели, луѓе заглавени во минатиот век. Македонската страна добро знае кои се незините позиции кога станува збор за историјата, културното наследство и македонската посебност, вели премиерот. Мицковски во интервју за Breitbart вели дека во моментов се наоѓаме во критична, но и многу чудна ситуација. Со Бугарија во НАТО сме сојузници, а во ЕУ истите сојузници наметнуваат вето. Македонската влада нема да навлегува во дневни политички препукувања со луѓе кои се заглавени во минатиот век со политиките кои што ги водат. Вака премиерот Мицковски одговори на последните провокации на бугарската председателка Јотова, која порача дека со Македонија имала заедничка историја која што не се дели. Мицковски порача дека владата ги штити државните интереси и интересите на граѓаните, а македонската страна добро знае кои се незините позиции кога станува збор за историјата, културното наследство и македонската посебност. Оваа македонска влада ги штити интересите на државата и на граѓаните. Јас нема да навлегувам во било каква дневна дискусија со луѓе кои што за жал се заглавени во минатиот век со своите политики кои што ги водат. Мојата цел како политичар и како човек е да гледам напред, да гледам како да се развивам државата на чија што влада сум председател. И во таа насока ќе продолжам. За нас се знае што значи македонската историја, културно наследство, посебност која што е со векови стара и тука нема никакви дилеми. Мицковски во интервју за Breitbart вели дека во моментов се наоѓаме во критична, но и многу чудна ситуација. Со Бугарија во НАТО сме сојузници, а во ЕУ истите сојузници наметнуваат вето. Мицковски е дециден дека членството на Македонија во Европската унија е безбедносно прашање за регионот и целиот НАТО блок.
Тие го ослабуваат јужното и источното крило на НАТО со тоа што не ограничуваат да станеме дел од ЕУ, бидејќи колку што мојата земја ќе биде економски посилна, толку поотпорно ќе биде источното крило на НАТО. Ќе можеме многу побрзо да ги модернизираме нашите вооружени сили и да инвестираме повеќе во коридорите кои се важни од логистички аспект за НАТО. Значи постојат многу причини зошто треба да бидеме дел од ЕУ, а тоа е уште една причина САД и администрацијата на претседателот Трамп да не поддржат во оваа насока, вели Мицкоски во интервјуто. Тој порачува дека освен силната соработка и поддршка за администрацијата на Трамп, втората пресвртница за Македонија е да бидеме дел од Европската унија. Македонскиот премиер патува во САД на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, каде се надева на средба и со американскиот претседател, а посетата да ја искористи да ги испрати позициите за интегративниот пат и за склучување на нови договори со стратешкиот партнер. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Еврокомесарката за проширување Марта Кос во Загреб го представила планот со новите правила за проширувањето. Постепена интеграција со користење на бенефитите од ЕУ треба да биде дел од промените во текот на преговарачкиот процес. Најважна точка за Брисел сепак е промени во начинот на носење одлуки, бидејќи со повеќе од 30 земји членки консензусот би можел уште повеќе да го забавува функционирањето на Унијата. Затоа се размислува за намалување на бројот на области каде што една земја може да ги блокира сите други. Светот се променя, со тоа мора да се промени и проширувањето, порачала еврокомесарката Кос, најавувајќи голема ревизија на политиката со која Европската унија ќе се подготвува за прием на нови членки. Евронјус, повикувајќи се на своји извори, пишува дека Кос ја презентирала новата иницијатива за проширување на конференција на амбасадори во Загреб. Една од најважните пораки е дека кандидатите можеби нема да мора да чекаат до полноправно членство за да ги почувствуваат придобивките од Европската унија, преку постепено членство и можност за приклучување кон единствената европска зона за плаќања или поврзување со енергетската мрежа на Унијата. Проширувањето на Европската унија мора да еволуира за да одговори на денешната реалност. Процесот на пристапување може да трае со децении, што противниците на Европската унија би можеле да го искористат за политички притисок и обструкции. Затоа мора да ја напуштиме логиката се или ништо. Не треба поструктуриран пристап за да го надоместиме времето што веќе го немаме. Мора да бараме поамбициозни начини за постепена интеграција, порачала Кос на конференцијата. Брисел истовремено размислува и за промени во начинот на носење одлуки, бидејќи со повеќе од 30 членки, консензусот би можел уште повеќе да го забавува функционирањето на Унијата. Според Кос, ова би можело да значи намалување на бројот на области каде една земја може да ги блокира сите други. Во фокусот на новиот пристап се земјите од Западен Балкан, но и Украина и Молдавија. Кос особено го посочила напредокот на Црна Гора и Албанија, како и техничкиот напредок на Украина и Молдавија. Но пораката од Брисел е дека нема да има отстапување од владењето на правото и демократските стандарди. Кос најавува засилени заштитни механизми за идните членки, за да не дојде до назадување по нивниот прием. Мора да се осигураме дека нема да добиеме тројански коњи ниту денес, ниту за 10 или 20 години, предупредила Кос. Според Евронјус, на ваков начин Унијата испраќа порака до земјите кандидати дека по повеќе години сериозно се подготвува за ново проширување. Сепак за ова да стане реалност, лидерите на Европската унија се очекува новата иницијатива да ја разгледуваат на високо ниво во октомври. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. За провокациите од бугарската претседателка Јотова, за споделената или заедничка историја на која инсистира Софија, дали договорот за добрососедство е главната причина за ставовите на Бугарија, кој шири омраза, Јотова и бугарските политичари или македонската страна, што треба да се случи Бугарија да го смени ставот, но и уставот. Тема на денот со поранешниот македонски амбасадор во Софија, Маријан Ѓорчев. Градежното вештачење и денеска беше на дневен ред на рочиштето од судењето за трагедијата во дискотеката Пулс. Обвинетите го оспоруваат градежното вештачење, роднините на загинатите обвинуваат за одолговлекување. Обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс го оспоруваат градежното вештачење според кое објектот имал низа пропусти. На наодите на тимот градежни вештаци, денеска во судницата се спротиставија адвокатите на сопственикот на објектот Гроздан Милковски и општинскиот градежен инспектор Огнан Ѓорѓиев. Според одбраната, пред да биде пренаменет во дискотека, објектот ги исполнувал сите градежни стандарди, а тоа го потврди и градежниот вештак Горан Марковски.
Тој пак појасни дека иако во објектот Кираџи е станал прво обвинетиот Дејан Јованов, обврската за пренамена во угостителски објект била на собственикот на зградата. Материјалите кои се користеле за просторот да прерасне во дискотека биле пресудни за катастрофалниот пожар. Брзото ширење на пожарот е директна последица на изборот на несоодветни материјали за градба, но нашето вештачење не се занимава со причините за настанување на пожарот, кажа во судницата професорот од Градежниот факултет Горан Марковски. Прашањата на адвокатите упатени до градежните вештаци, роднините на загинатите ги сметаат како обид за одолговлекување на судењето. Ако има што да се побие во вештачењето, повелете со факти, документи, стручни аргументи и конкретни прашања. Но ако нема што суштински да се оспори, одолжувањето на рочиштето нема магично да создаде аргументи. Ние ќе седеме и ќе слушаме колку што треба. Градежното вештачење за пулс ќе се анализира и на следните судења за пожарот за кои се обвинете 34-рица. Според документот, објектот не смел да се користи како дискотека, вградените материјали биле небезбедни, а просторот немал никаква противпожарна заштита. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Плажите долж трите природни езера во земјава ќе се уредуваат со нов закон. Иако постечкиот налага 40% од површината на плажите да биде бесплатна за користење, ретко се почитува. Целта е новиот закон да биде готов до крајот на годината, а со почетокот на сезоната плажите да функционираат според новите правила. Со нов закон кој е во финална фаза ќе се уредува крајбрежјето на трите природни езера, со кој ќе се решат долгогодишните проблеми со плажите. На овој начин се очекува да се регулира хаосот, каде што речиси секој сантиметар од брегот е прикриен со лежалки и чадори секој лето и покрај законската обврска 40% од површината да биде бесплатна за користење. Зборувавме со градоначалникот на Струга, сме во координација со градоначалникот на Охрид, градоначалникот на Ресен и градоначалникот на Дојран, како би ги покриле трите природни езера. Во финална фаза е изработка на закон кој што треба да ги реши сите овие прашања. И што ќе правиме со затекнатата состојба, која што е факт дека има, од една убава идеја која што беше да се оплемени просторот, дел, не сите, имаме и исклучоци кои што се позитивни, таа идеја злоупотребија, законот предвидува тоа како да се реши, но и како во иднина да ова не ни се случи. До сега немало посебен закон за крајбрежјата на трите езера. Ова ќе биде прв закон. За Охридското езеро има и препорака од УНЕСКО која целосно ќе биде испочитувана, посочи Николовски. Си дадовме сите заедно една задача до крајот на годината да го завршиме со цел да може да се завршат постапките и со почетокот на сезоната април-мај месец веќе да немаме овие ситуации кои што изминатите 10 години ги имавме, кои што се недозволиви и тажни и не сме да се повторуваат во иднина. Инаку целта е до крајот на годината да биде завршен законот и со почетокот на сезоната. Месеците април-мај да се реши деценискиот проблем со плажите. Нина Ритоновска, Сител телевизија.